Од вкупно 20 постапки поднесени од страна на лицата од ромска националност, чие право на движење на граничните премини било повредено во 2015 година, 6 пресуди станале правосилни и позитивно решени во нивна корист. За разлика од минатата година, кога пресудите биле правосилни, годинава за истите случаи категорично се донесуваат негативни одлуки, велат од невладината Хамо Делчево. Се ствара пракса да се на некој начин озакони незаконитото работење на полициските службеници со примена на правила и прописи кои што не се применливи во Република Македонија. Во таа насока оваа невладина организација покрена иницијатива за одредени измени во Законот за патни исправи, постапка која е покрената пред Уставен суд и донесено е позитивно решение. Предходно со овие одредби беше предвидено одземање на патните исправи на лицата кои што се депортирани, одnosno кои што се враќани од странски држави. Со тоа со одземањето на нивните патни исправи, овие лица беа на некој начин двојно казнети. Едно, што им се ставаше забрана да не патуваат повторно во државата од која што се претурувани, а од друга страна, нашата држава ги казнуваше со одземање на нивните патни исправи. Тоа сега е укинато, така да новиот проблем со кој се соочуваат е она што го имам веќе напред кажано. Исто така, КХАМ поднесе иницијатива за укинување на членот од законот, во кој приливот на средство од странство нема да се смета за имот или личен приход на сметка на остварувањето на правото на социјална парична помош. Лицата на кои што им е укината социјалната парична помош сега имаат право да поднесуваат соодветни правни средства до Центри за социјална работа, до Министерот за труд и социјална политика, до Управен суд. Од КХАМ информираа дека ваквиот број на лица чии право за социјална парична помош било ускратено во 2015 година, а биле лица од различна етничка припадност, изнесувала 5000 лица.